Две комисии на здравство, значи сега број 10 и за во 13:30 е број 7 и го поздравуваме тој министерот што и тој има денес нели набиена агенда. Ми кажа и медиумите имаат веќе информирано дека во 13:30 ќе замине на да го земе и вториот пакет донации вакцини од соседна Србија. Па затоа имам две прашања. Прво, очигледно е дека во 13:30 министерот нема да присуствува. Тие се исто така две точки на таа седница кои што се за нас битни, за кои што имаме поднесено амандмани. Знаеме дека законски може да има во негово отсуство тука присутен негов заменик, но сепак доколку е во можност околу тоа да продискутираме и доколку колегите се согласуваат да ги смениме распоредите, ова број 7 седницата да ја одржиме сега, да го искористиме присуството на министерот. И едно прашање до министерот, бидејќи навистина имаме една многу актуелна состојба во државава, она што се случуваше викендов и еве до вчера имавме разрешницата на овој, би рекла помалку хумористичен филм, но за жал трагичен по државава наша. Би сакала да го запрашам министерот покрај сите обврски нели одговорности кои еве можеби опозицијата е виновна за тоа што го обвинуваме дека е одговорен, бидејќи нели Министерството за здравство е задолжено за тоа доколку имаме лица кои што биле во контакт со потенцијално лице заразено од COVID-19, како што чувме вчера, лицето кое што се бараше изјави дека имал симптоми на COVID-19, па дали министерот е во тек, дали ќе превземе нешто во однос на тоа кои лица биле во контакт со актуелниот лик, дали ќе се издадат решенија за нивна изолација, самоизолација и така натаму, да не испадне од после повторно опозицијата да го обвинува министерот, дали е во тек и дали ќе се превземат конкретни мерки по овој навистина, мислам дека е најактуелен случај. Ви благодарам.